Добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на нашата и ваша емисија, секако никој да не знае. Останува и натаму слоганот. Никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка, која е таа дознаваме за кусо, само неколку реда муабет за неа. Таа е млада, има одличен вокал, не представуваше на детски Евросонг, има желба да направи дует со Калиопи, ке да знаеме дали се сменети работите во меѓувреме, канта автора. Талентот за пење го препознале незините родители, верували или некога имала самата само 4 години. Ако треба да се опише, иако тоа не сака за себе да го зборува, ќе рече спонтана, искрена и насмејана. Многу работи надвор од музиката ја прават срекна, една од нив е спортот, да не речам Барселона. Ке рече, моите родители ме поддржаа да го следам својот сон и за тоа сум им бескрајно благодарна. Марија Спасовска во оваа никој да не знае. Добро вечер и добро ни дојде. Добро ве најдов, многу интересна најава, многу уникатна најава и многу ми е драго што е баш така уникатна. Многу ми е драго што сум пак дел од твојата емисија и се надам дека ќе имаме баш убаво време поминато. Се надевам и јас, не се надевам, сигурна сум, заради тоа што сакам кога млади луѓе генерално знаат што прават во животот и го тераат патот и го оценуваат сонот, нели, со отворени очи. Една од нив си ти, не откажувајки се, при тоа нели зборувавме пред почетокот на оваа емисија, па ајде да почнеме со крајот, па ќе одиме кон почетоците, кон оние 4 години. Во меѓувреме Марија порасна и требаше да се запише некаде на факултет, така? Да. И избра за себе да е нешто што ќе нели биде нешто што ја предизвикува, да речеме еден добар факултет кој што е во Солун. И сега кога те прашав, нели сега гледавме интервју на Владко Лозановски и тој вели домот е таму каде што ти се најблиските. Пред малку зборувавме за тоа дека нели се ти е таму, се е во Солун, па дури социјален живот, пријатели така натаму, сега си на едно да речеме патување тука да видиш до каде што како во однос на новиот проект за кој што малку ќе чепнеме, но прашувам каде е домот, Марија? Домот е таму каде што ми е душата. Таму каде што ми е душата ми е домот и тоа си го запишав, тоа што ретко кој знае, меѓутоа јас многу пишувам, постојано пишувам. Не надвор од текстовите за музиката, мислам за песни кои што ги пишувам, пишувам поезија, пишувам поеми. Себе пробувам да се сватам пишувајќи. Да се откријам, да се со тоа што ги препрочитувам истите ствари и за тоа што имав доста мисли за тоа каде јас припаѓам. Пројде периодот на адаптација, сватив дека веќе сега сум дел од тој свет. Дел од тој свет, имав мисли за тоа јас каде ми е домот и кога се враќам во Скопје, дали мојот кревет или таму е мојот кревет, мој кревет, кој е мој свој кревет и каде ми е побаво и каде ми е потопло и сваќам дека таму каде што сум јас, таму ќе ми е домот без разлика на се и треба да си ја најдам среќата во тоа што сум свесна дека домот е во моето тело, без разлика на околината. Се осеќам како дома и таму и тука. И драго ми е што и таму и тука имам средина каде што се осеќам природна, спонтана и своја и каде што сум сакана и сакам. Имам и луѓе кои што ме сакаат и таму и тука и кои што ги сакам и таму и тука и не само и таму и тука, туку и надвор од границите на таму и тука. Да, така што ете домот ми е таму каде што јас сум присутна. Супер. Ајде да позборуваме за она што смееме да откриеме нов проект. Велиш ќе биде нешто ново од мене. Тука сум да соберам све што имам. Имаш многу демоа, имаш многу музика и во себе и запишано нели како мелодии, како текстови се надевам и сега треба да се избере од сите тие многу. Да, тоа е многу тежок процес, затоа што имав многу плоден период во однос на мојата инспирација. Особено последниве 4-5 месеци, ме понесе некоја си енергија и... Што е добро. Па, добро е да си има порив. Добро е да си има движачка сила која што те тера да твориш. Затоа што јас сватив дека кога творам сум своја и многу е важно да најдеш нешто што те прави свој. И јас сум комплетно своја кога пишувам и целата енергија што ја имам во себе ја канализирам преку пишувањето. Срекна сум што тоа хоби прерасна во
дел од мене, не е хоби. Тоа јас не одам да напишам затоа што јас во слободно време пишувам, не, затоа што мене ми е потреба да пишувам. И ја не ја правам музиката за да им се допадне на луѓето, туку затоа што мене ми е тоа од внатре ми тлее и жари и треба да излезе едноставно. И одлучив дека тоа што жари потенцијално би им се одлучив. Сваќам дека им се допаѓа на луѓето тоа што од мене жари и имам убави коментари за се до сега што сум извадила од тоа мое творештво и сакаат луѓето да чујат што ново имам да им кажам и што ново тлее во мене. Така што направив многу демоа и мајка ми, морам да ја споменам сега, ќе спомнев и јас во следното прашање. Најголемиот аналитичар. Не, си рекла во едно интервју, најголемиот критичар е мојата мајка. И секогаш кога не сум ја послушала, излегло најчесто, односно 99% по неизино. Веројатно на почетоците и порано, додека бев помала, тоа било така, јас сум имала повеќе отпор некој кога таа ќе ми рече нешто од низиното искуство, дека треба да послушам и мама, ајде, не, остави. Не, јас знам. Така е, значи мајките, иако можеби некогаш не сакаме да се согласиме со тоа што го мислат, стварно не го мислат најдоброто. Можеби не секогаш тоа што го мислат, иако е најдобро осмислено и мислено и промислено, можеби не е секогаш објективно најдобро. Можеби јас имам и некои други желби, цели, интереси за разлика од незините, меѓутоа секогаш сакам да ја послушам затоа што прво има многу добар изострен слух, вкус, има естетика многу во нејза и затоа и верувам. И не само за музиката, туку воопшто во животот и верувам бескрајно. Така што таа беше првиот филтер, првата призма низ кој што прајаат сите песни, не само за сега, туку воопшто. Се што правам поврзано со музиката, таа ми е првиот филтер. И потоа има други филтери, низ мојот филтер прајаат 1 милион пати сите демоа, затоа што јас мојот филтер вечна е промената, се менуваме и мојот филтер се менува. И така да на тоа некако се базираат избирањата на моите демоа и сега ете имаше таа задача да ми помага за тој некој проект кој што го спомена. Не сакам многу да зборам на таа тема се уште затоа што мислиш дека не е време? Не дека не е време, затоа што некако многу брзо ќе тропте на вратата, осеќам, само што сакам малку појасни детали да имам за да не бидам контрадикторна сама на себе да кажам сега нешто и потоа да не испадне така, затоа што реално не зависи се од мене. Така. Иако ја не би сакала да е тоа така, ја би сакала све ако може да направам и спото да го снимам и во продукција се да изрежирам, изаранжирам, ама се уште не сум способна да се сама да правам и не треба се сама да правам, треба да дозволам и некои други луѓе да ми помогнат. Убаво е да се има и тим околу себе, луѓе на кои што им веруваш, друго око кое што ќе го погледне сето тоа објективно малку од страна, затоа што јас и малку субјективно пристрасно гледам кон се. Затоа што ја го чувствувам тоа што го творам, ама кога ќе ти даде некој друг, некоја си анализа објективна, сваќаш дека ама добро, ова стварно може вака да биде подобро и едноставно бараш баланс, наоѓаш некој заеднички јазик за стварите и треба да научам да сум потрпелива и учам да сум потрпелива и дека не треба да се стресирам многу ако нешто не испадне по планот. Така да секој си дојде и пак ќе ни дојдеш кога ќе биде. Да, верувам дека ќе ти се јавам за брзо. Ќе ти се јавам за брзо, ама како и да треба да очекуваат луѓето една нова, не нова верзија, не сум јас сега нешто многу ептен променета, меѓутоа нешто што ќе си најде, претпоставувам, место кај секого, затоа што ќе има повеќе стилови, да. Ќе биде убава приказна и сакам да уживаат луѓето во тоа што ќе го гледам. Што ја натера младата Марија Спасовска, не дека се сега одстарена, но тогаш беше навистина многу млада, да почне сама да создава. Тоа дојде како она велиш инспирација, нешто што доаѓа и што не можеш да го оставиш да тлее во тебе, мора да излезе? Мора да излезе, да. Јас Сакам беше првата? Сакам. Да.
Иако јас и пред сакам пишував, сакам мислам дека во 2019 година објавена. Сега скоро се ја средував собота кога се врати по Солун, зашто бев тука сум 3 недели после завршувањето на третиот семестар. Си ја средував собота и си најдов некои стихови, текстови напишани од 2017 година. Охо, во 2017 колку години сум имала, па не сум имала ни 12 години. Добро. Тоа се текстови за песни? Текстови за песни, текстови воопшто. Да. Значи, мојата мисла започнала да се развива многу мала и од мала сум свесна за себе. Иако таа свесност проаѓа низ промени, јас сум свесна за себе и тоа е многу убава работа, кога си свесна за себе дека ти се наоѓаш тука и сваќаш дека имаш нешто, дека имаш некоја дарба, имаш некој талент. Секој пат ми биле омилени часовите по македонски јазик кога требало да се пишува песничка за нешто, сум викала како на другите не им оди, не им такви, викам како бе, зашто, како мене ми оди, како ја можам римата да ја направам и сваќам дека всушност тоа или го имаш или го немаш. Така е. И не е погрешно ниту да го имаш, ниту да го немаш. Не е погрешно ниту да пробаш да го имаш и да почнеш да правиш нешто, ако сакаш. Јас тоа сум го сакала, сум го пронашла во себе и ете тоа хоби на почетокот што било несвесно, можеби хоби стана пасија. А сега стана и професија. И сега и професија. Се уште не се доживам себе како професионалец. Како професионалец, како некако да давам име на нешто што не мора да има име. Добро. Не мора да има име дека јас сум професионалец во пишување. Да, јас сум кантавтор, јас сум создавач, јас сум се. Да, едноставно сум уметник. Така е. И свади дека сум уметничка душа, ама епта напла уметничка душа. Знаеш што, ми интересира нешто друго. Воедно си ја споминала Калиопи, дека Калиопи вокалот со кој што тогаш барам во тоа интервју пред некои 6 години од сега, си рекла сакам со неа да направам дует доколку е можно. Во Идолите го споминуваше Тоше Проевски заедно со Калиопи, но за жал со него не можеш да направиш дует, иако секој веројатно би сакал. Мене ми е друг муабетот. Во едно интервју Калиопи има кажано во однос на инспирацијата, во однос на создавањето на музика. Вели секогаш најубавите песни, песните кои што останале, песните кои што најмногу допрале до луѓето, сум ги направила во периодот кога сум била најтажна. Да, тоа е точно. Тоа е точно. Тоа е точно затоа што луѓето кога ти е убаво се, многу ретко сум се нашла во ситуација, леле колку ми убаво, дај сега песна да направам. Значи, дај сега да направам ова ќе биде хит. Вообичаено луѓето пишуваат од мака. Некогаш дури си викам, човече, јас останувам во маката само затоа што ми е убаво да имам инспирација. Значи, викам, леле, чекај сега, дај, што да направам? Да бидам малце потака пасивна во животот, ама да пишувам и да сум активна на тоа поле, или дај малце да се оправам и да бидам поведра, ама да не пишувам. И тоа е многу интересна игра самата со себе што си ја водам. Затоа што, иако, веќе со текот на времето, најдов и техника и како да пишувам и кога не сум до толку во мака. Да. Затоа што кога ќе пројде некоја мисла низ глава, веднаш да пишувам. И да е, не знам, да пробам да заспиам во 3 часот по полноќ и ми дојде идеја, знам дека се вале нема да ми текне, станувам, телефонот го барам, го кажувам на војс, ова и ова, приказната е ова и ова, вака и вака направи, мелодија некоја ќе испеам, било што и потоа се навраќам на тоа и онака пробам да влезам во тој свет која сум го кажала и едноставно инспирацијата така ја употребувам, да речам. Иако дефинитивно јас мислам дека еве наредниве песни што ќе излегуваат не се напишани од многу тоа дека сум била влюбена во животот и во се околу него што мене ме воздига, ама пробував да бидам влюбена во животот и во се околу него што мене ме воздига, така да уметноста е постојана. Не само кога имаме мака, не само кога имаме среќа, постојана е кај мене. Супер. Како ги бираш пријателите? Пред да слушнаме твојата другарка Андреја.
Што ти е важно? Кои се особините кои што ти се важни? Иако не ми е логично за девојка на само 21, имаш сега 20. така? 20, немаш ни 21, полно. извини, Марија, што те направи поголема една година. Значи, на 20 години во интервјуот пред 2 години си рекла, немам голем круг на пријатели, ги бирам оние кои што се до мене, ми се поддршка, имаат разбирање за мене и така натаму. Па тоа е се уште така. Да, но знаеш како, еве од мој аспект, некогаш кога сум била на твои години сум имала многу пријатели, мислејќи дека нели тоа е добро. Па потоа ги листаш, па потоа ни животот ги сортираш оние кои што се вистинските. Можеби ова заради тоа што си во овој свет, па некако учиш, можеби, не знам. Па јас мислам дека тоа што сум во овој светот многу мали нозе, на вистина влијае на мојот приватен живот. Од многу мали ноза научив дека не е баш се наивно. И додека ете некои живееле така да речам безгрижно детство и не се замарале многу за некои по-возрастни под наводници теби. И јас уште тогаш ги гледав реалностите. Ете, например, на 11 годишна возраст бев дел од мюзиклот посветен на Тоша Проевски, го споменавме Тајно моја, и на 11 години бев на проби каде што беа најголемите македонски звезди своевремено тогаш. И уште од тогаш гледав, иако можеби не сум била дел од никакви конфликти или некои работи што мене ми влијаеле, меѓутоа сум ги сфаќала работите. Полека нешто ќе влезе, нешто ќе сватиш, нешто подоцна ќе сватиш. Меѓутоа дефинитивно сум била не секогаш во многу, барем во приватниот живот во основно, не сум била сум се дружела со сите, меѓутоа некако со страф, затоа што веројатно не сум зборувала јавно, меѓутоа кога се вратив од Евровизија не бев баш позитивно пречекана назад во основно. Мислам дека никогаш јавно неам зборано на таа тема. И од кого? Од луѓето или од соучениците? Од соучениците, да, од средината, да. Некако им беше тешко да сватат како нивна соученичка стигнала кај што стигнала. Пеела пред 20.000 луѓе во живо. И мене не ми беше јасно. Морам да признам, и мене не ми беше јасно дека на 13 години тоа го направив. Ама и нив им не им беше јасно, и на многу и се уште не ми е јасно, ама окей, битно е дека јас сватив. И како и да е, од тогаш некако веќе, иако им верувам на луѓето и стварно сум отворена спрема сите, сваќам дека луѓето не се баш отворени спрема мене цело време и ги ставам луѓето низ некои филтри, давам шанси, многу простувам и заборавам дека некој ми сгрешил, па не знам, некој ќе ми рече, амо, така ти направи. Стварно така ми направи и сум заборавила. Нема везе, ајде. Се простува се, ама сум осетила од кои луѓе стварно можам да очекувам свет на дланка и за кои луѓе јас треба да го дадам светот на дланка. Андреја е една од нив. Андреја е една од нив, да. Ајде да чуеме. Ајде. Андреја, што има да кажа за нашата Марија? Здраво, јас сум Андреја и денес ќе одговорам на неколку прашања поврзани со Марија. Јас и Марија се знаеме уште од основно училиште, но некако вистинското пријателство ни започна при самиот крај, кога почнавме да седиме заедно во клупа и едноставно уште од тие моменти знаев дека ќе останеме блиски. Марија е личност која што не можеш да ја игнорираш, таа е премногу енергична, харизматична и полна со ведар дух. Едноставно шири позитивна енергија каде и да оди и таа е инспирација и мотивација за сите околу неа. Нема мана која што би можела да ја издвојам, бидејќи таа е уникатна и посебна токму таква каква што е. А моје прашање за неа е, доколку добиеш можност да живееш било каде за една година, каде би било тоа, но одговорот да не биде солен. Ете што ни рече. Да, јас не ги гледам видеото. Да, да биде поинтересно. Да, реков првата реакција тука ќе ми биде. Да. Бескрајна е среќата кога знаеш дека некој човек искрено го мисли тоа што го чу за себе и благодарна сум што сме учеле во истите клупи во основно и што тоа наше пријателство е толку цврсто што и покрај тоа што бевме и во средно во различни класови, јас сега сум и во средно продолживте? Да, само во различни класови.
и се пресели во друга држава, меѓутоа таа е се уште дел од мојот живот и е една од луѓето во кои што имам бескрајна доверба. И таа е веројатно другарката со која никогаш ни за најмала ситница се немам скарано, да. И таа е веројатно од оние кои што по дома и враќањето твое дома како песна, нели, само да ги потсетиме гледачите на детскиот Евросонг, кога се врати не ти рече ама што прашати таму како стигна таму, сигурно си имала врски, туку те поддржа. Ме поддржа секако. Секако ме поддржа. А ова со мани вика немаш мани. Немаш мани? Сигурно сака да ме представи во најдобро светло. Како вистинска другарка. Да, јас им кажав, луѓе, не е проблем. Кажете се што имате на душа. После јас ке кажам за вас. После јас ке кажам. Кажи ми, каде би живеела ако не е Солун, вели таа? Ако не е Солун, јас би живеела во Скопје и пред да се преселам во Солун, бев многу уверена дека јас ќе се вратам во Скопје и дека тука сакам да живеам. Сега, како се преселив на море, некако тешко ќе ми биде да се оделам од морето, така што ништо чудно во некој топол крај, не знам, Италија, например, некаде, или Франција, Ница, некаде таму. На една година, викате? На една година. На постдипломски, да? На постдипломски, Рим, не е на море баш директно, блиско е, може Рим. Може Рим. Може Рим, да. Добро. А сега може за сите оние кои што не гледаат и сакаат да те чујат, страв за сите нив, само да се подсетиме на една убава тема од Марија Спасовска, па потоа реклами и се враќаме со вториот дел од муабетот. Повели, микрофонот е твој, одиме со Жинка. Благодариме. Те гледам тебе во сите ситуации, стварноста ја правиш дел од сите твои осцилации. Предизвикуваш во мене халуцинации, не знам никој ден не од тебе станам зависник. Тешко некој да те замени. Нема друга, не те давам јас на други очи, само за мене. Страдам, не ти се правдам, а пак се враќам на твоите погледи. Со нити други нема да те смена. Страдам, не видам сама и пак се враќам на твоите погледи. Со нити други нема да те сменам. Пак те гледам тебе во сите ситуации, стварноста ја правиш дел од сите твои осцилации. Предизвикуваш во мене халуцинации, не знам никој ден не од тебе станам зависник. Тешко некој да те замени. Нема друга, не те давам јас на други очи, само за мене. Страдам, не ти се правдам, а пак се враќам на твоите погледи. Со нити други нема да те
за мен. Марија Спасовски, натаму во ова никој да не знае, имаме околу 15 на, можеби 13 на минути, колку што избројав до крајот или до втората песна со која што ќе не почести пред самиот крај на ова никој да не знае, но јас имам уште неколку прашања до неа. Едно од прашањата што не сакам да ги заборавам е кога се создаваше Дома, велиш имав само 13 години, но бескрајно бев среќна кога од македонска телевизија му се јавија на Дарко Димитров или таков некој човек и кога тој се согласи да ме чуе како пеам и да ми направи песна. Како е искуството за едно навистина 13 годишно дете е навистина дете, да се и што требаше се да направиш за да успееш пред 20.000 луѓе, да немаш трема, да си своја, да ја представиш Македонија, не е мала работа. Не е мала работа. Не е воопшто мала работа. И се сеќавам првиот пат кога јас го запознав Дарко, ме викна многу рано во студио. Не знам, беше или 8 или 9 часот бајлев. И потоа им кажа на моите зашто не викнал толку рано. И јас му викам, Дарко, па сега станав од спиење, не можам да пеам, не можам да ти ги покажам моите способности во 8 сабајле. Не вика, јас сакам да те чујам додека пееш во не најдобро светло, за да знам што можам да очекувам од тебе, затоа што кога ќе пееш ти ќе некој да си станата во 7 часот сабајле. Ќе бидеш под многу голема трема, многу голема возбуда. Сакам да знам која е полошата верзија од тебе, за да знам што можам на тебе да ти дадам да отпееш. И со каква песна можам каква одговорност можам да ти дадам на тебе. И се сеќавам дека испеавме неколку песни на клавир, тој свираше и ја направи Дома, што доби неверојатни коментари од европски новинари и европските фанови на Евровизија. Така да Дарко навистина направи маестрално дело тогаш и многу ми е драго што имав таква чест и да пеам за Македонија и да се представам себе си и да го доживам тоа искуство таму. Тоа е едноставно сон. И драго ми е што сонував. Сонува најаве. Да, сонував будно. Да, будна баш. Што ти викаат двајцава браќа, колкави се тие, поголеми се од тебе? Имам еден поголем и еден помал. Супер. Се рекла тие се браќа секогаш искрени кон мене и ми ја кажуваат вистината зашто било каква и да е. Покрај родителите браќата ми се најголема поддршка за се. Да, точно. Браќата мои немаат филтри, а и моите немаат филтри со мене. Тоа е добро, можеби. Тоа е одлично. Да? Тоа е одлично затоа што ние светот го гледаме преку нашиот перцептуален свет, преку нашата перцепција и реално малку објективно гледаме на работите. И кога има некој да ти каже, еј, чекај малце, во заблуда си, чекај малце. И не за занесување воопшто, за работите што ги правиме, не секогаш секако што треба. И убаво ти е да чуеш, да пројде тоа што го мислиш и низ нечии други мисли, да видиш дали тоа е тоа што треба да го направиш. И браќата мои, поголемиот и помалиот, во различна форма, затоа што се во различни животни фази, ми го дава активното најискрено мислење и секогаш биле тука за мене. Малиот Андреј морам да го поздравам, тој многу ми помага во однос на... Колку има Андреј? Андреј има 12 ќе прави оваа година. Морам да го кажам со 12 дека ќе прави, затоа што... Ќе прави 12, добро. Треба да е голем. Така е, поголем да е. Покрај големите бата и дадо и тој е голем. И што ти помага? Ми помага околу социјалните мрежи доста, ми дава идеи, ми помага кога треба некој да ме сними, да ме слика. И многу му е драго кога сестра му прави нешто и дека он учествува во тоа. Одлично. И многу ми е мерак што така нашите не воспитале дека ние треба да се бидеме се на светот и навистина ми се на светот и луѓето за кои што срцето би го дала и едноставно тие тоа и ми го даваат. Исто и големиот брат, да не речам колку пати ми има возено до Солони назад и исто така сум му благодарна многу. Можеби многу не ми помага околу социјалните мрежи, меѓутоа се останато во животот и се караме нормално, мислам со тоа што најмногу се сакаш, мора да се караш. Меѓутоа секој пат наоѓаме средина и мир. Супер.
Си рекла уште нешто што сакам да го искоментираме, иако зборуваше на темава, да се стигне до успех во која било сфера во животот, велиш бара огромна работа, труд и среќа, па во никој случај не е едноставно, така и за музиката. Сепак, верувам дека со квалитет и истреност, велиш, може да се успее на нашата домашна сцена. Да, истреност. Истреност. Убаво сум го кажала тој збор. Треба многу трпение и постојана работа. И не е ништо преку ноќ, и некогаш забораваме дека не е ништо преку ноќ, меѓутоа не е ништо преку ноќ и треба на вистина да си посветен и истрен во што и да правиш. Јас не мислам дека кој знае што каков успех сум направила и воопшто не се доживам себе си ко да светот сум го добила и дека лимитот е достигнат. Апсолутно мислам дека се уште сум на почетоците, иако цел живот се занимавам со ова. Не само што сум на почетоците во кариерата, туку сум и на почетоците во животот. И да, може би сум во некоја по-сериозна, позрела верзија од себе, фаза, да. Сепак и академскиот живот допринесува кон тоа и самата промена животна која што ми се случи по повеќето одговорности. Меѓутоа тек има уште многу скалила кои што треба да ги поминам. Така што само треба да веруваш во тоа што ти е цел, во тоа што ти е пасија, едноставно да ја живееш пасијата и кога си истраен и веруваш во тоа што го правиш, не гледам зашто не би успел. Кога игра Барселона, а си во Солун, со кого гледаш фудбал? Сама. Мислам, всушност имам другари, тројца. Имаш некој кој што сака исто да гледа Барса? Имам многу добри тројца другари од Македонија со кои што си живееме таму постојано. И со нив, посебно прва година, често ни беше собирање на Барселона да излеземе надвор во Солун. Ама баш онака навиваш? Навивам како да си тамо, како да си на стадион. Целосно, со дерење, еднашка, дома телевизорот скрши. Тоа е, мислам дека беше 2019, ако не се лажам, Барселона Атлетико Мадрид игра. Или 2018 или 2019. Инаку јас сум за Барса. Да, па добро. Можеме да сме пријатели. И толку многу се возбуди во последна минута дадовме гол, дадовме гол. Така се кажува. Трчав, скокав, изгубив равнотежа, падна врз телевизорот. Беше околу 12 часот на полнок и татко ми излезе од тераса, ми вика леле Марија, па ама ме вика, телевизорот го скрши со кабли нешто правеше, го прави човекот телевизорот. Ама да. Кога се навива, се навива. Многу сум страстна. Ама и за Вардар навиваш. И за Вардар, да. Вардарка сум јас во срце, во душа, да. Да, супер. Во однос на изгледот, во однос на облекувањето, си рекла дека сакаш секогаш да си по-кежуал или нешто, нели, ако не мора, ако не е приликата, но убаво си кажала во едно интервју, велат, нели, дали се дотируваш пред излезаш, на пример за до маркет. Велиш, па уште тоа да правам, да се дотирувам и да не можам да отидам по, не знам, тренерки или нешто што ми е по дома. Немам воопшто никакви стандарди поставено за тоа како морам јас цело време да изгледам. Сакам да се осеќам убаво тоа што го носам и да ми е пријатно, затоа што кога си пријатен сам со себе, кога убаво се чувствуваш, убаво израчиш. Навистина зрачиме од внатре и да, навистина руба краси, руба гнаси. Верувам. Факт е. И некогаш за тоа што имаш некаков си дрес код, покажуваше почит спрема местото каде што си дошол, сега не оди баш на факултет во тренерки постојано да се појавувам, сепак тие професори имаат некое си ниво, треба да се во таа институција да се однесуваш така. И почитувам дрес кодови, меѓутоа сепак ние од внатре носиме енергијата и едноставно сакам само да се осеќам убаво, што е да биде. Дека се дотерувам сега, кој знае колку во мојата секојдневие, наоѓам баланс. Супер. Застани, Анастасија ќе не убија. Анастасија, твој ред. Ајде да чуеме ти што има да кажеш за Марија. Здраво на сите, јас сум Анастасија и сега е мој ред да одговорам на неколку прашања поврзани со Марија. Јас и Марија се знаеме и се дружиме многу години, уште од деца. Заедно го посетувавме детскиот хор Златно Славече. Имавме среќа нашите семејства да се дружат
па и сите овие години си уживаме во нашето искрено и длабоко пријателство. Марија би опишала како паметна, добра, талентирана и одговорна личност, која истовремено е успешна на повеќе полиња. Таа успева да ги заврши сите обврски во текот на денот и на крај да секогаш има време и за најблиските. Тоа многу го почитам, многу го ценам. Не би можела да кажам дека Марија има некоја мана, но ако морам да кажам нешто, тоа е дека нека биде тоа дека е многу одговорна и посветена на работите што ги прави, па може би требало да остави малце повеќе простор за шетање, за уживање, за релаксација. Прашање до Марија. Дали си задоволна и сегна со тоа што досега го имаш постигнато во поглед на музичката кариера, или сепак постои нешто што не ти е остварено? Се гледаш ли себе си во иднина да живееш во странство? Ама супер, значи си напишала прашање на другиот телефон, не на оној, разбираш? Да, за да си биде сигурна во све. Да. Подред се. Да. Да, може би навистина некогаш сум преоптоварена со работа. И Ама вика наоѓаш време за се. Наоѓам, веројатно наоѓам што ги има во животот. А наоѓаш време и за неа, колку што ја разбрав, така? Да. За морам да наоѓам време за нив. Морам да наоѓам како што наоѓам за себе, морам и за нив да наоѓам време, затоа што ние сме социјални битија и колку и да треба да имаме љубов кон себе си, мора да ја даваме љубовта и да ја добиваме љубовта. Вашите две семејства се дружат се уште? Да. Значи вие супер, вие се знаете од деца. Да, од деца, да. А па со прашањево дали си задоволна, тоа го кажа дека ти си како реча некаде можеби не на почеток, но си уште има многу за кажување. Има уште многу за кажување и за пење. Така што задоволна сум, навистина среќна сум со тоа што го имам постигнато досега, но не запирам и веројатно не би запрела во скоро време. А во однос на животот во странство, малку ме заплаши прашањево, не знам дали не сум размислувала до толку далеко. Се менуваат работите постојано и веројатно патот сам ќе ми се покаже доколку ме одведе некаде, ќе отидам. Супер. Твоите те научиле да бидеш своја, честна и да не се откажуваш од своите цели. Во едно интервју, две во една ти поставувам, зашто ќе нема многу време. Во едно друго интервју кога те праќашале пред 3 години, кај се гледаш себе си за 10 години, си рекла не сакам толку далеку да гледам. Едно од последните прашања и во оваа, никој да не знае од прилика тоа, каде се гледаш себе си, нели еве за нека не бидат 10, нека бидат 5, нека бидат 3 години. Очекувањата твои, верувам, се големи и нашите се големи, нели? Сам големи во однос на твоите можности. Каде се гледаш? Се уште не сакам да гледам многу далеку. Многу се менува животот од ден за ден. Навистина, и тоа се повеќе го сваќам. И апсолутно промените се константни и не знам, само сакам да сум среќна каде и да бидам и да сум мирна. Миро да си го зачувам, тој на друго интервју го кажав, мирот ми е најважен пред се, да сум мирна и спокојна, а патот едноставно се раѓа со секој нов ден што се раѓа. Супер, фала ти на оваа искреност. Очекувањата наши секако што кажав, да. А сега последното од Марија, барем за сега, за некое скоро време ќе има и уште многу нешто за кажување, забранете за крај на оваа, никој да не изнеуживајте. Можам само да те замислувам, а немам право на тебе да помислувам. Твој рамо до мене да се допира, среќа као да смеам да се доближам. Ако те нема тебе, нешто внатре греде.